Случајот меѓународен сојуз продолжува. Што може да се очекува од овој случај ако се знае како заврши претходниот рекет, во кој исто така првообвинет беше Бојан Јовановски, а обвинителка Вилма Русковска? За ова разговараме со адвокатот Сашо Дуковски. Господин Дуковски, кои се вашите очекувања од случајот меѓународен сојуз? Ке се повторат ли сликите од рекет? Па ја искрено како слеп за стап верувам во правдата, сум правоверник. И стварно сметам дека секоја пресуда треба да се заснова на докази изведени на главен претрес. Во случајот рекет тоа не беше случај. Да не ве елаборирам, не е темата сега на разговорот зошто тоа е така. Јас сакам да верувам дека во овој предмет нема да се повторат сите тие процесни повреди и сите незаконитости кои што беа и од страната на обвинителството и од страната на судот имплементирани во предметот рекет. Јас искрено верувам дека овој судски совет, иако е сличен, судијата учествуваше во предметот рекет, дека со должно внимание и согласно законот за кривична постапка ќе ги цени доказите како што се тие во корист на обвинетиот, така и тие што одат во негова штета, а не само еднострано да ги цени наводните докази кои што се поднесени од страна на обвинителството и навистина очекувам една пресуда заснована на докази кои што се дозволени со закони изведени во контрадикторна постапка. Зошто најпрво не беа споени случајот рекет и меѓународен сојуз, кога имаме речиси исти обвинети? Тоа е прашање што јас си го поставувам многу често, размислувајќи за предметот. Немате никакво оправдание за тоа. Единствено нешто логично што ми паѓа на памет е дека се сака да се обиде обвинетиот Бојан Јовановски да добие две пресуди. Затоа што не е исто да се води постапка, независно за колку кривични дела, една постапка единствена, и да се водат две постапки. Никаква реална и релевантна причина немаше да се водат две посебни постапки. Вие кажав причината по мене зошто е тоа така. Во основниот суд Скопје, основниот кривичен суд Скопје, до сега имало предмети од организиран криминал каде што имало по 85 обвинети, 30 обвинети, 40 обвинети. Во предметот меѓународен сојуз се 5 обвинети. Во предметот рекет се 20 обвинети. Со тоа што еден се појавува и Бојан Јовановски, мојот клиент, се појавува и у едниот и у другиот предмет. Значи, секако станува збор за 6 обвинети. Без било каков проблем можеше да се спроведе една единствена постапка, дури обвинителот мораше да спроведе една единствена постапка заради начелото на процесна економија. Исти се доказите, исти се обвинетите, периодот е горе-доле, така што јас ви кажам жално, но јас сметам дека единствена и исклучива причина зошто не се спроведе една единствена постапка е интенцијата да се обиде да се добијат две посебни пресуди, што секако е на штета на обвинетиот. Така, да позборуваме малку за обвинителката Русковска. Зошто таа не дозволи да се вештачи телефонот на Боки или не дозволи да се вештачи во целост? Па видите сега, тука не можеме ние да ја само обвиниме обвинителката. Тука има обвинителката, можеме да ја обвиниме само во фазата на истрага. Затоа што ние поднесовме 3 барања за вештачењето на телефонот. Едното барање беше во фазата на истрага, кога се заврши истрагата и во рокот согласно член 301 и 302 од Законот за кривична постапка, ние како одбрана имаме право 15 дена да поднесеме барање за дополнување на таа истрага. Ние тоа право го искористивме и побаравме од обвинителката да го извештачи мобилниот телефон, односно ние да го извештачиме со наше вешто лице форензичар. Бевме одбиени со едно образложение така бегло, кое што вели дека обвинителството извршило вештачење кое што за потребите на обвинителниот акт, во кое што вештачење ние сме имале право и сме извршиле увид. Тоа беше одговор.
Потоа, ние два пати баравме и со листата на докази, и во дополнение на доказната постапка, два пати баравме да се извештачи телефонот и бевме одбиени од страна на судот. Значи, еднаш од обвинителство, два пати од судечкиот совет. Значи, не е виновен тука само обвинителот. Многу е, како да го најдам правиот термин, многу е лошо, да не употребам полош термин, многу е лошо, а секако правно неосновано, кога вие во процесното решение зошто се одбива да се вештачи телефонот, одеше во смисол вага, не знам дали вие бевте присутни на тоа рочиште, ја прашува судијата обвинителка, дали вие го вештачивте телефонот за инкриминираниот период од ноември 2018 до декември 2019 до април 2019 година, обвинителката вели да, судија, се одбива предлогот. Значи, потоа во дополнение на доказна постапка, побаравме уште еднаш и повторно бевме одбиени. Дури, значи, знаете што е главната цака во врска со тој фамозен телефон? Тој мобилен телефон никогаш не е вештачен. Повторувам, никогаш не е вештачен, а особено не е вештачен од вешто лице. Значи, истражителот, кој што се само нарекува форензичар, е без лиценца. На моје вкрстено испитување, јас го прашав, ќе се согласите ли со мене дека не сте вешто лице кој што е упишано во Министерството за правда, тој вели да. Самиот вели дека не е извршил вештачење на телефонот, туку анализирал само 3 слики. Јас после го прашав дали Министерството за внатрешни работи е акредитирано и е овластено и запишано во регистарот на вешти лица како правно лице од IT сфера. Он рече не е запишано со образложение дека они не ја платиле годишната такса, што е небитно. Зошто тоа? Што има во телефонот на Буки? Па има многу работи, што имаат многу работи кои што би утврдиле многу поинаква фактичка состојба од На тоа мислите разговори со политичари, функционери? Па, меѓу другото да, слики, фотографии и најбитното. Знаете на што се темели целата пресуда и на што се темели, пресудата се темели на исказ на обвинет и се темели на некаква си фотографија каде што некое лице е сликано до колена и се смета дека таа фотографија е направена во каде што има еден кофер и нити пари се гледаат, нити нешто се гледа. Зошто е таа упорност? Јас мислам дека судот обвинителството ќе се сруши отколку телефонот да се дозволи да се вештачи. Јас презентирав неколку пресуди на судот во Страсбург, каде што Стојменов против Македонија и уште една пресуда за Душко Млекарот од Битола, каде што иако полицијата имаше извршено вештачење на опојната дрога, судот во Страсбург зазема становиште дека одбраната во секој момент има право да ги провери своите наводи преку свое вешто лице. Тоа во овој предмет не ни беше во ниеден момент дозволено и повторно ќе речам, се заснова тој предмет само врз основа на исказ на еден обвинет. И видите го сега ставот изразен во пресудата од страна на судот. Кога станува збор, ние кога се повикавме за вештачењето на телефонот, она рече дека немало потреба да се вештачи телефонот, односно она му верува на обвинителот, иако ние побаравме судот да го задолжи обвинителот да ни го даде телефонот да го ние извештачиме. Кога стана збор за тие фамозни €1.000.000 кои што наводно сметководителката на сведокот Јордан Камчев ги извадила, ние рековме каде ви се вирманите, каде ви се изводите од банка за тие извадени пари. Па вие ќе платите 2000 денари за електрична енергија, фактура, па добивате вирман, па добивате како се вика извод и така натака. Тогаш судот зазема становиште дека всушност ние сме имале право. Ние, внимавајте, ние сме одбрана. Ние сме невини по сила на закон согласно презумпција на невиност.
Обвинителот тоа не го доставува и судот вели дека тоа е наша грешка. Ние сме требале да се обраќаме до банките. Кога се работи за телефонот, тогаш судот не е надлежен да му нареди на обвинителот. Му верува. А кога станува збор за вирманите и за изводите, тогаш одбраната можела и пропуштила тоа да го направи. Тоа се тие двоструки стандарди кои што јас се надевам дека во овој предмет нема да бидат на лице. Така, Боки неколку пати невуваше дека ќе отвори Пандорината кутија и од неа ќе излезат имиња на многу политичари, бизнисмени, функционери. Ќе отвори ли конечно во овој случај? Отвора овој случај како таков, да, он ќе си даде, он беше прилично обширен и во воведните говори. Дадовме прилично сериозна листа на докази, како материјални, така и вербални докази во смисла на сведоци, а исто така во врска со тоа што вие го велите, популарно се нарекува Пандорина кутија, тоа Бојан Јовановски го прави со поднесувањето на кривичните пријави кои што е во тек таа постапка пред основното обвинителство во Скопје. Во каква состојба е Боки? Здравствена, психичка? Тој е единствен кој е во притвор од сите овие? Па видите, сега секогаш кога јас велам дека неговата состојба, здравствена состојба не е добра, луѓето, не знам дали ние според нашата ДНК сакаме да се ситиме на нечија несреќа или не знам. Значи не може да ви биде вас добро ако вас неколку пати ви вадат материјал од желудникот и го даваат на биопсија. И веднаш беше објавен во провладени портали и медиуми дека немал карцином. И значи ако немал карцином, он е супер здрав. Значи не може така. А он и сега има тегоби. Прошлата недела беше на Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија и му направија, имаше 2 прегледи и не е добра здравствената состојба, а второ, стварно се ретки случаевите каде што он на 15 јули, значи пред повеќе од месец дена, он наполни 1 година ефективен притвор. Значи, која е причината вие некого да држите 1 година во притвор? А особено, кога двајца од тој предмет, за особено едниот кој што е соизвршител, значи, многу одамно што во фаза на истрага со согласност на обвинителството е надвор. Значи, јас како бранител не сакам никој да е у притвор, но сакам да ви кажам, значи, не можете да бидете за еден мајка, за еден маќа. Двајцата ви се со полесни мерки, а Бојан Јовановски ви е со ефективен притвор. Па не знам, може би ќе ви излажам ако сме поднеле, може би 70 што предлози, што барање за укинување на притвор, што жалби по решенија, па понудивме и кауција скоро во иста височина како соизвршител што исклучи. И секогаш бевме одбивани со една флоскула, постои опасност во бегство, можел да избега. Сега во корона, кога се херметички затворени границите, имало опасност од бегство. Двоструки стандарди кои што сметам дека не смеат да се дозволат, но се на лице и тоа е тоа. Видите сега, ние пред скоро 2 месеци беше објавена пресудата за предметот рекет. Беше донесено посебно решение за продолжувањето на притворот до правосилноста на пресудата. Имаме поднесено жалба со барање за јавна седница. Колку време помина, нити некој не викнал, нити тоа самото по себе кажува што намераваат со таа жалба и како намераваат да се однесуваат во врска со притворот. Најавивте како сведоци, половина од семејството зајави како и добар дел од претходната влада. Очекувате тие да се појават на суд? Ние ги дадовме нашата обврска, ние исполнивме, образложивме на која околност ги викаме тие лица и очекуваме дека судот ќе ги прифати.
Значи ние не ги викаме нив за да правиме некое шоу тука или да правиме некој циркус од судењето. Ги викаме на конкретни околности, дали знаеле, дали биле вклучени, затоа што тоа е проект кој што бил од општи интерес. Значи не е тоа проект кој што онака му текнало на Бојан Јовановски и реално еден човек не може тој проект да го направи колку год да биде способен. Така да ние очекуваме и го образложивме тоа и ќе го дообразложиме како и за писмените, така и за сведоците. Одлуката е на судот. Така. Господин Дуковски, зошто фамозната пензионерка Вера Тодоровска-Чина чекала 1 година да пријави дека ги земале парите? Добро прашање, но секако не треба мене да ми се постави тоа прашање. Треба веројатно нејзе да ја прашате. Ја не познавам човек. Вие на Бил Гейтс да му земете 720.000 наводно да му земете 720.000 евра, па тој ќе ве пријави за 2 минути. А пензионерка која што ете со некои си приходи такви какви што ги има, легнуваат 720.000 евра, кажува дека и ги земал некој тие пари. Како може во банка вас да ви ги земе некој парите? Може во банка да ви ги земе парите, вие се потпишувате на вирманот, вас ви ги дава, како има обезбедување, како тоа во банка ќе ви ги земе парите некој? И ајде сето тоа да е точно дека во банка се земени парите и вие се ќутите. Вие си молчите цело време. И текнува по 1 година. Па, ви текнува после, а има уште една друга работа тука што е многу побитна. Во врска со овој предмет се води предистрага друга, од друг обвинител во обвинителството за организиран криминал, затоа што тие пари кога легнуваат на сметката на Лилјана Тодоровска, тие пари се веднаш блокирани на барање на управата на финансиско разузнавање и на финансовата полиција. И тие пари се блокирани. Па се врши сослушување и на наводно оштетените Силјан Мицевски и на лицата од Dream Building, за да некаде 12-13 април другата година се ослободат тие средства, затоа што после вршење на финансова контрола и сите тие работи во двете фирми, особено во фирмата Пелистер, кога се видело дека тие се сосема легални средства, тие се ослободени. И сега внимавајте, еднаш кога се ослободени, таа постапка не се води, и сега имате отварање постапка за истите тие парични средства. Ја поставувам прашање тука, каде е правната сигурност тука? Значи, вас ќе ви водат еднашка постапка, ќе запрат таа постапка, многу институции овластени, управа за финансово разузнавање, финансова полиција, обвинителство за организиран криминал, ќе утврдат дека све е во рамките на законот и ќе ви го ослободат парите, за да после тоа се подига обвинение со фингирани оштетени и така. Многу нелогичности, ќе се согласите. Па, јас го зборам тоа цело време, ама очигледно дека овдека е доволно да се подигне обвинение и не треба ништо повеќе. Како се создаде перцепција во јавноста дека парите се дадени за рекет, а не всушност за идеен проект? Ја на вистина не знам како. Значи тоа е чист облигационно правен однос, договорен однос. Значи таа е зошто парите се префрлени на Лилјана Тодоровска. Значи тие пари се префрлени зборам за првите пари. Тие се префрлени врз основа на договор, каде што она автор. Тие пари се префрлени преку авторска агенција, платен е данок на тие парични средства. На крајот на денот блокирани се тие парични средства. Обвинителството и полицијата ги испитувале неколку месеци, каков црн рекет. Значи вие не можете кој е критериумот по кој што некоја работа се смета за идеен проект, а некоја работа не смее да се смета за идеен проект. Па вие во светот имате најразлични глупости на кои што луѓето заработиле овакво парични средства. Да, но имало и идејни проекти кои не се реализирале, па никој не отишол во Па никој не отишол. Сега, ако е тоа така, се поставува прашањето зошто статусот на Лилјана Тодоровска, наводно оштетениот сведок, е само сведок. Ако све било фингирано.
од легнувањето, парите и така натак. Втора работа, не сум баш сигурен дека во Македонија постои човек кој што ќе може да излаже еден долгогодишен бизнисмен од типот на Силјан Мицевски. Многу се сомневам у тоа дека може да екзистира човек кој што може него да го измами. Тоа да ме убедува некој 3 дена нема да му Тоа ми е следното прашање. Опште печатокот дека бизнисмените Мицевски и како се викаш Амзовски верувале во проектот на Боки, но како се случи после некое време тие да ја сменат изјавата и да се смета за оштетени? Ние тоа го имаме дадено и во нашата листа на докази со USB материјал. Вие како јавност видовте како Силјан Мицевски искаче од овакво, како се вика, од обвинителството за организиран криминал и новинарите го прашуваат дали сте оштетен, дали сте измамен. Он вели, јас не сум измамен, ја верувам во тој проект, јас верувам во меѓународниот сојуз. После тоа му се праќа финансова контрола во неговите фирми и видите чудо, после неколку дена он поднесува кривична пријава за оштета. Не за оштета, него за измама. За измама и добива својство на оштетен. И така тргнува овој предмет. И едниот и другиот. Исто е сценариот и со Силјан Мицевски, исто е сценариот и со правното лице Dream Building од Струга. Во ниеден момент они не велат дека и не можете вие таква измама да направите. Не може да биде измама да имате вие 1000 состаноци со сите релевантни структури од министерот за транспорт и врски, од од градоначалникот на општина Битола, меморандуми за соработка, договори за конкретни проекти. Па Силјан Мицевски сакал да вложи своја парцела во така наречената објект касарна што е во Битола, затоа што е блиску до шума, каде што старите лица можат тука да се шетаат. Но тоа не е во деталниот урбанистички план, па имаат поднесено барање да се промени деталниот урбанистички план. Која е таа измама така? Значи, граѓанските судови, ако ова е измама, граѓанските судови не би требало да постојат. Значи, секој на секого, ако не му плати, може да се смета за измама. Најавивте кривични пријави против 70 на политичари, бизнисмени. Очекувате ли тие да бидат прифатени од страна на обвинителството? Видите, и до каде е таа постапка? Па таа постапка е, сега обвинителот е на одмор, чекаме да се врати од годишен одмор и да продолжиме со таа постапка во врска со поднесувањето на кривичните пријави. Кривичните пријави мислам дека се реални, засновани врз основа на докази. По мене се многу поиздржани него кривичните пријави што се и за првиот и за вториот. Чи тие немаат врска со овие два случаи или се поврзани на некој начин? Па се поврзани на некој начин, но пак ти кажам дека се со многу повеќе докази од целата и прва и втора постапка. Сега, ако обвинителот реално и релевантно ги цени тие кривични пријави, би требало да донесе наредба за спроведување на истрага и да ја процесуира таа постапка. Така, и за крај, се претвора ли овој случај во фарса, односно не се знае уште колку години нови ќе добие Боки? Па ја не сакам во тоа да верувам, затоа што Но премногу политика има во целиот случај. И во првиот и во вториот. И во првиот и во вториот. Па ја не сум видел човек кој што е толку омразен. И повторувам, не сум видел човека, прилично сум имал клиенти за ова време, не сум видел човек кој што е толку омразен од страна на јавноста, инструираната. Дека едноставно мораше да биде осуден. Мораше да биде осуден и ја не знам, мислам да што год да се случиш, он ќе беше осуден. Не ми е јасно мене едно постапување. Не можам да се согласам дека може да биде донесена пресуда без докази, како што е во случајот Рекет, нити пак обвинение да се поднесе, но пак од друга не можам да се согласам со тоа во ниеден случај, но очигледно дека тоа се случува и на една голема жалост на прво моја, затоа што сум ја професионалец, јас тоа го практицирам секој ден
И сум длабоко уверен дека секоја пресуда треба да се заснова на докази, а не на политика и без учество на извршната власт во независната судска власт. Тоа ми е некој идеал. Всушност тоа е една и од бенчмарковите за прием во Европската унија и тоа е иреверзабилен процес. Значи или ќе го поправите тој впечаток или нема да влезете Да во. се надеваме дека овој пат правото и правдата ќе бидат посилни од политика. Па јас така и почнав. Јас сметам дека единствена релевантна пресуда во овој момент е онаа пресуда, независно каква таа ќе биде, но да биде пресуда која што е заснована врз основа на докази, изведени на главна расправа, материјални докази. Не можете вие да бидете селективни, све да прифаќате од страна на обвинителството, ништо да не прифаќате од страна на одбраната. Не можете само на збор да му верувате на обвинителот дека од тогаш до тогаш го извештачил телефонот кој што фактички не е извештачен, воопшто не е извештачен. А од страна на одбраната ништо да не прифаќате со една огромна амбициозност и така. Сега се надевам дека во овој предмет судот ќе носи одлука врз основа на доказите. Ќе покаже времето дали сум бил право или повторно сум бил заблуда. Така. Господин Дуковски, многу среќа и благодарам за разговорот. Благодарам вас.